Добар ден и среќен ден. Како што обикев, така и ќе направам. Она што го најавив, дека ќе има ревизија на некои одредени активности и дека на Владо Павлов му е потребен мир за да се насочи на вистинската енергија, да се насочи на сето она вистинско што се случува денес, за кој што многу сум повреден, бидејќи се докажа дека поголемиот број процентуално многу го следеле Владо Павлов само од забавен карактер. Тоа воопшто не ми се допаѓа и барам да сето тоа биде сменето и барам да биде од едукативен карактер на едно колективно ниво, затоа што навистина многу работи се докажа дека сум бил во право, многу работи ги излегнуваат од контрола и на жалост изгледа нашата карма македонска е самите да се избориме за слобода, за живот, без овие кои што се тука, а со цел окупирање на Македонија во служба на Антихрист, каде што години уназад е започнат овој процес. Како најпрво, мојата одлука околу центрите Агапи ќе биде оставена на оние со кои што соработував севе овие години. Тоа значи дека мисијата околу услугите, околу она што го знаете од Владо Павлов, ќе го продолжат сами Александра во Битола, каде што ќе има уште една помошничка, Маја во Скопје и во иднина, ако прифати Мартина во Охрид. Владо Павлов има потполно поверение на сите нив и има право да се повлече, да ја остави активноста која што е поврзана со услуги за живот, за подобро утре, да ја продолжат овие мисионерки. Не дека не можам, но морам да се повлечам поради тоа што мојата мисија ја гледам во вистината, каде што во идниот период ќе започнам малку посилно со вистината и ќе отворам една пандоринена кутија, еден процес на рестарт на Македонија од самонаречениот атентат до ден денес. Ова ќе биде моја иницијатива која што бара многу време, иницијатива која бара мир, иницијатива што ќе бара посета на повеќе градови, трибини,
со повеќе лица, иницијатива која што осеќам грижа на savest и би сакал да оставам нов белег во Македонија, бидејќи како што гледам политичариве ептења у кашкаа. Ова иницијатива нема да бара политичка определеност, ова иницијатива нема да бара ниту религиозна определеност. Моите сограѓани од албанска националност и други знаат дека моето мото е: не си добар христијанин ако не го почитуваш Мухамед, и не си добар исламиста ако не го почитуваш Исус или Иса според нив. Така да, уште еднаш ќе ве молам, прифатете ги мисионерките кои што биле цело време со Владо Павлов, а гледате со каква секта сме се бореле, помагајте им, затоа што јас ќе преземам една нова иницијатива, каде што сакам најжестоко да ударам нова секта, каде што не верувам дека некој политичар, премиер или председател сиве овие години ќе ни даде подршка за рестарт на Македонија од атентатот на Киро до ден денес. Без влапно на јазикот и без пардон ќе бидам во комуникација со многу луѓе и овде и надвор од Македонија, за да можеме сите заедно во интерес на еднината, во интерес на нашите деца и нашите идни поколенија да очистиме ова секта која што е секаде во секој сегмент во нашето општество. Ова секта ништо не оставила на случајност. А тоа значи дека кога го правеле Уставот на Република Македонија, тие оставале своји дупки за пара влада да имаме. Овие лоши моменти за Македонија започнале од поновата историја, од времето на ембаргото кој што ни го дадоа јужниот сосед, од времето кога се јави еден дух македонски во 90-тите, дух на македонци кои што тогаш беа во ВМРО ДПМН. Тој дух моментално им е потребен на Македонија. Тој дух на сите оние кои што застанаа во одбрана на македонизмот, на знамето и кои што бараа промена на владата на Република Македонија тогаш од папата Бранко Црвенковски. Тој дух Владо Павлов верува дека ќе се врати и ќе дадам се од себе да го вратам тој дух на овие прави македонисти од ВМРО ДПМН. Не зборувам за овие, зборувам за оние од 90-те години, поради кои што не можел да успее во неговата иницијатива ниту Џорџ Сорос, ниту оние банди на језути кои што доваѓале од Хрватска и нивниот центар Охрид, ниту па самите кои што плачеле за она Југославија, начело со многу денес патриоти, меѓу кои Киро Туршанов Глигоров. Тој дух навистина е потребен ако сакаме да ја воскреснеме Македонија, и не џабе го споменував и го живеав името Феникс. Феникс не само Кочани, Феникс треба да биде цела Македонија. Не очекувајте дека некој
ќе ви помогне. Бидете поблиску до Божјата десница, останете со Бог за подобра иднина, за Македонија без секташка организација која што се бори за некој си обединет Балкан, некоја обединета Македонија. А каква Македонија? Македонија без македонци, каде што дојденците треба да бидат македонци, а ние треба да бидеме оние кои што се тија, кои што го разнебитуваа македонскиот народ, кои што палеа, гасеа, силуваа, убиваа, а се со една цел да го декларираме антихрист како македонец. Со потекло од Александар III Македонски и царската фамилија на македонската ројал династија. Ова не е дозволиво ниту од Бог, а не треба да биде дозволиво од нас македонците. Уште еднаш барам комплетна поддршка за оние кои што од денес веќе сум во преговори да ги презимаат центрите на кои што целиот свој живот го вложив и кои што, како што сте сведоци сите, ова секташка организација започна една страшна битка со нас, а се со една цел да биде уништен Владо Павлов. Благодарност до сите, благодарност до оние најблиските. Владо Павлов ќе продолжи онаму каде што Бог сака, а таму е да отвориме рестарт на Македонија од атентатот на Киро Глигоров па се до денес. Тоа значи жестока битка против оние кои што застанаа во одбрана на ова секташка организација која што ги има корените од поновата историја со овај само нарачен атентат. Ова по ништо не се разликува од почетокот на создавањето на черепи и коски за време напред и за време на Илинденското востание. Од Грилас, черепи и коски. Како што ви обеќав, така и ќе продолжам и ќе докажам заедно со сите вас кои што си ја сакате Македонија, без разлика на вашата политичка определеност и без разлика на вашата религиозна определеност. Вистината мора да излезе на површина, затоа што без вистина гледате до што доаѓаме и вистината е таа која што го додржува животот на земјата, а ќе додржи и Македонија во живот. Ова видео го завршувам со две слики и ги повикувам институциите да започнат една активност, независно што некој го правеа мудрец, независно што некој го правеа татко. За мене, мојот дедо, прв братучет на моја баба, од Штип, е Стар Лисец. Македонија треба да продолжи
со мудрици, а не со лисици. Зошто е стар лисец мојот дедо? Затоа што искористил тумор на фронталниот синус за да има ноќ, долга ноќ на вештерките со цел уништување и неутрализирање на единствениот македонски дух кој што бил во ВМРО ДПМН. Добро знаете дека поминува и без никаква повреда на ушното тапанче. Тоа значи дека тие децибели, а човекот е запечатено буре, создадени од 3 килограми пластичен динамит ТНТ, да напоменеме фалеше од Гарда и Линден Скопје, каде што доколку Киро би бил во автомобилот, би завршил како најспособниот и најобучениот телохранител во тоа време и шофер на Мерцедесот. Или во превод, пукнати бели дробови и пола череп. Тие децибели кои што се создале од звукот на таа експлозија покажуваат што се случило со шоферот. Благодарност до вистинските македонци од МВР кои што ги има многу и со кои што сум соработувал и кои што ми давале милион докази, каде што денес ќе ви дадеме еден кој што се крие, а тоа е доказот со шоферот со предупредување. Сликата не е баш онаква како што треба да ја гледате. Жална е и докажува за звукот од експлозијата која што била во тој кобниот ден. Ете што значат тие децибели. Завршува со пукање и уништување на белите дробови и на пола череп. Нека почива во мир, сочувство до фамилијата, и ова е вистината како требало Киро Григоров да заврши ако би бил во автомобилот. Доста не манипулираа, доста не лажеа нас македонците и доста нашите деца горат и пепел ги прават оние кои што започнаа од атентатот на Киро до ден денес. Ајде сите заедно да направиме рестарт на Македонија, а Владо Павлов со рестарт ќе започне од Битола и ќе оди во секој град. Рестарт на Македонија, Владо Павлов ќе започне од Битола, ќе ви објави точно каде ќе биде трибината, во колку часот и кој ден, каде што ќе имате повеќе докази и аргументи за ова што го тврдам, и нашата цел е да докажеме вистината на оние кои што учествуваат во ова секташка организација и оние кои што го припремале самонаречаниот атентат на Киро
Таушанов Глигоров, кои што имале за цел уништување на Македонија и немале никаква поврзаност со духот на македонскиот народ. Воопшто не ме интересира мојот дел во мојата крв од штипската линија. Ама ич не сакам да се замарам со тоа. Воопшто не ме интересира дека овој човек кој што изманипулира цела нација, а не бил во автомобилот, покоен денес, стоел цело време позади Владо Павлов и каде што учествувал во сите сценарии и обуки, во фарми, во специјални единици и каде ли не. Нема да застанам со оние кои што ме обучувале за да бидам против Македонија. Затоа започнувам прво од мојот дедо, а потоа ќе ви дадам докази за Фрачкополис и на убавата масонска лептирмашна. Не верувам дека ниту Тино, ниту Свети Тино ќе преземат активности и било кој друг. Ова ни е дадено на нас, македонците од целиот свет, за враќање на духот од 90-тите на ВМРО, ДПМН. Да живее Македонија, Битола почнуваме од овде ќе започне рестарт на Македонија со докази и аргументи за сето оно што се правило сите овие години од ова секташка организација. Не верувам дека друг град во Македонија сака да биде мртов како моје Кочани. Затоа и започнувам од Битола, а трибината последна ќе биде во мојот град Кочани. Заедно со сите македонци од цела Македонија за спас на Кочани и негово воскреснување со вистината, која што ја кријат сите, а Владо Павлов ќе објави. До тогаш, останете ми во здравје. Битола ќе објавиме точно дата, каде ќе бидеме и во колку часот рестарт на Македонија со Владо Павлов, без употреба на сила, без употреба на куршуми за гинат македонец, со правда и вистина рестарт за Македонија од лажниот атентат на Киро до ден денес. Кочани моје, чувајте се, цела Македонија ќе донесеме на денот кога ние ќе одлучиме и таму пред сите вас ќе ја кажеме вистината за дискотеката. Да живее Македонија!